Во буџетот охрабрува тоа што 13,83 или 85% има предвидено повеќе пари во делот за платите. Очекуваме владата да ги распредели онака како што е предвидено со општиот колективен договор и сите вработени во државата наредната година во месец март да добијат следствено процент коефициент на сложеност по просечна плата, зголемување на нивните плати. Сметаме дека со растот на платите во јавниот сектор нема да има ниту еден работник на минимална плата или односно на плата под 450 евра и нема да има апсолутно никакво финансиско оптеретување доколку минималната плата во наредните месеци се зголеми на најмалку 450 евра. Знаете дека имаме став дека паушално зголемување на минималната плата не води кон напредок и раст на економијата во една држава. Имаме закон за минимална плата, ние го почитуваме законот, работиме институционално и она што ќе биде во март како резултат од работењето за изминатата година ќе биде предмет на дискусија. Денеска немаше никаков заклучок. Сепак ние како влада сме можеби во една позиција поразлична од едната и од другата страна. Условно ако гледаме од аспект на централниот буџет, колку е поголема минималната плата, толку поголеми приходи ќе има буџетот. Но ние не сакаме да се мешаме, ќе ги оставиме тие две страни, односно и работниците и работодавачите, тие да се усогласат што е тоа кое што можат едните и другите да го прифатат. Така што ние сме во случајов страна која што е тука да фасилитира, а не да одлучува. Така што се тоа на кое што тие меѓу себе ќе го договорат, ние како страна, како влада ќе го прифатиме.